Променливото време, особено кон крајот на мај и почетокот на јуни, придонесува за развој на болести и штетници на растенијата, па затоа особено значено во овој период е заштитата на житните култури, која веќе треба и да привршува. Да напоменеме дека кај поледелските култури, едногодишните, пред се за есенските посеви, јачменот од она што го видов вчера на терен е дека благодарение во наводници на различноста во периодот кога бил сејан, фенофазата во која се наоѓа е во различна фаза. Дел од нив се ја завршуваат фенофазата на цветење, а дел се веќе навлезени во фаза на налевање на зрно. Кај пчениците иста таква состојба, огромна шаронароливост, бидејќи, да повторам уште еднаш, времето на сејдба е директно влијание на ова различност во фенофазите. Во овој период од годината е неопходна и заштитата на лозовите насади, особено кога се работи за заштита од пламеница. И доколку се јават маслените дамки, карактеристични за повеќе нерватурата на листовите, карактеристични за ова болест, треба да пристапат кон употреба на системик, едносно на куратив, кој што ќе ја спречи понатамошно ширење болести. Доколку ја нема и доколку лозата не влегла во фаза на цветање, треба да извршат првично третирање со некој од препаратите на база на бакр. Се разбере, тука треба да биде присутна редовната заштита и од пепелница, затоа апелирам при користењето на препаратите редовно да ги следат препораките на стручните лица или на лицата вработени во земјоделските аптеки. На прашање на гледач на телевизија Стар, зошто за поголемите системи нема објави за соодветна заштита и што треба да се превземе, Златковски одговори. Должен сум да напоменам дека тие системи имаат комплексна заштита, следат временски параметри благодарение на агрометеоролошки станици кои што ги имаат во сопствен имот, и заштитата ја базираат врз основа на тие програми кои што мора да бидат соопфатни, водејќи сметка за максимално дозволени количества на пестициди во плодовите кои што треба да ги имат отколку бидат соберени. Од тука, она за кое што говориме во овие обраќања до гледачите не се однесуваат за тие големи системи, туку за оние кои што имаат нешто помали имоти кои немаат изворена информација за да се стегнат со сознание што треба да преземат на сопствените имоти. Според Златковски, заштитата на коскестите растенија треба да заврши, бидејќи навлегуваат во фаза на завршеток на вегетација на плодовите.